Посвојувањето деца е процес кој е вистински предизвик за голем број родители, но еднакво и за децата кои чекаат да бидат посвоени. Постојат бројни причини зошто луѓето одлучуваат да го прошират семејството по пат на посвојување. Ова е нашата тема денес во Приказна. Нарциса Тунтева е 32 годишна девојка која во 1995 година е посвоена од домот во Битола. Таа одлучи во Приказна да го сподели својот животен пат. Од кај да почнам? Ќе почнам од таму од каде што се сеќавам, затоа што тоа е мислам почетокот. Посвоена сум 95 година, се сеќавам на моментот, имав 3,5 години. Тоа беше пред Македонска опера и балет, каде што имаше на рампа порано за паркинг. Дојде на кола една жена во низем, натре во колата. И јас знам дека и се обратив со зборовите: ти си мојата најдобра мајка. Неверојатно ми кажале така да ја кажам, но женава само излезе од кола и толку беше, значи буквално ме гушна и тоа го памтам, значи, како прв момент. Но, претходно, ако некој ме праша, значи, кај сум живела, каде сум била, јас ништо не се сеќавам. Првиот ден беше на 14 септември, кога дојдов во Скопје. Се сеќавам дека влегов во станот на Јоана, тогаш Јоана Тунтева. И влегов во станот и гледам и на библиотека огромна. Вака гледам, а сега каде сум јас? А сега знам дека е мајка ми, ама локацијата. И татко ми седеше на фотелја, се сеќам. Татко ми е архитект, Никола Тунтев, познат архитект, кој што не можел да има деца со мајка ми и решиле да посвојат. Мајка ми тогаш имаше 53 години кога дојдов јас. Значи веќе беше постара жена, но знам дека она ми кажуваше дека долги години се борела, се трудела да има дете и да земе. Околу 10 години се мачела за документи. Значи, дали осудувана, дали била у затвор, дали имала окей живот. Исто така и за таткото. Значи, кога се зима дете, се кажува дека за да се земе и да се посвои треба огромна процедура, прво на возрастна граница, а потоа на тоа како живеел тој човек. Значи, дали заслужува да имаат деца. Значи, дали финансиски се подковани, дали имаат услови, дали се добри како родители, значи психолошки тестови и сето тоа. И јас дојдов и го гледам. Човеков ме гледа. Така некако, мислам, он беше изгледа најверојатно зачуден дека јас доаѓам во домот. И мајка ми вика: оди, вика, тој е татко ти. И ја гледам. И здраво така, ама се уште не можев нека близина, затоа што не го познам човекот, ми вика дека татко. Добро, татко, окей. Тој многу ме сакаше. Значи, со него го поминав детството преубаво, затоа што многу беше добар кон мене. И кога почина, кога имав јас 9 години, тој почина дома, значи не можам да заборам. Значи, буквално некако мој роден татко. Ме прифати. Јас тогаш го земав нивното презиме, иако биолошкото не знам кој ми е, а во домот често пати ставаат имиња кои што им се предлагани за да може да ги оикуваат децата според своите жеби, а најчесто според цвеќиња. Тоа имам приметено. Ова не е нека тајна, но повеќето кои што ги знам, кои што се посвоени, имаат имиња на цвеќиња. Во текот на детството немав некои проблематики во склоп за тоа дека сум посвоена, некој да ми кажува од страна: посвоена си, па да нели прашувам по мајка ми и по татко ми: леле, стварно ли сум посвоена? Значи тие ги немав проблеми, затоа што кај мене се знаеше ситуацијата дека сум посвоена, сите знаеа, значи и од на мајка ми страната и на татко ми страната, и сите ме гледаа како едно дете ново и сите се радуваа. А тој ден, се сеќавам на 13 септември, баш кога дојдов, се малку се навратив, отидовме на роден ден на мајка ми пријателка, имаше тогаш роден ден, блиска пријателка, која што и ден се дружат. И јас доаѓам и тоа го памтам на врата со мајка ми, дотерана, без премија све. Првиот ден тоа, значи беше уште првиот ден, па ја дента дојдов, а тоа беше некаде по пладнето. И
мајка ми ја гледа, нели, претелката тоа се гледа мајка ми и ја прашува кој е детево? Што ме гледа заедно. Како кој? Ќерка ми? Значи се стапи со женава. Пошто на роден ден, замислете, прв ден доаѓате и идете на роден ден и одма дете, фап. И сите, која? Моја си е, мајка ми. И тоа беше навистина многу убав момент затоа што доаѓате и веќе почнува живот. Значи немаше момент на прилагодување како седиме, чекај да ти кажам, јас сега ќе ти бидам мајка, ќе те чувам. Значи немаше тие работи, беше толку многу спонтано и беше толку едноставно што одма почна да функционира фамилијата. Значи немаше предолго време за адаптација и такви работи. Но во умот мој се уште имаше прашање која е мајка ми, каде е мајка ми. Биолошки родители и деца е Facebook групата што е основана од Нарциса. Пред короната, значи околу 7-5 години, формирав група на Facebook Биолошки родители и деца. Затоа што веќе ми спука да ми кажува дека не знаат или дека немаат информации, а во текот на животот имав информации кои што ми кажува дека таа и таа ми е мајка, ака подредени личности, ама мислам дека тоа беше повеќе провокативно, за да дознаат која е, нели, као. Не толку колку што да ми помогнат да знам, затоа што јас стварно сакав многу да знам. Сум прашувала на мајка ми пријателки да ми кажат, тие ќе ми кажат не знам, обител не кажуваат, значи се некои такви изговори имав. И си оформив група Биолошки родители и деца и реков зашто да не им помогнам и на другите, што го имам и јас истиот проблем. Зашто да не го споделиме заедно? Еби они ќе дознаат и јас ќе дознам. Ќе направам нешто што е и за мене добро и за нив. Кога оформив групата имаше 4-5 члена во групата. Мислам, јас вака викам, зарем можно волку малку да има? Не, викам, најверојатно се срамат. И првите што ми пиша беа жени, нормално. Мајки што ги бараат децата. Јас очекував дека беа деца, мајки. И викам, секако да направиме, ајде викам ќе направиме да биде анонимно, затоа што гледам дека се уште нема број, знаете, па може да се препознаат едни со други, мала бројката. Ќе направиме, викам, анонимно, јас ќе оставам, викам, како пост, нели, датумот на кој што е роден на ваше дете и викам крвната група. Би било пожелно за да може да се бараат. Па викам, ако има информации, викам, вие ќе видите, ќе ве известим. И групава полека почна да расте. 100, 200, 300. И почнаа мене да ми пишуваат толку многу и јас не можев реално да стасам, викам, леле, што направив ја, викам, не очекував дека ќе биде толку голема врска. И потоа групата ја предадов на други исто кои што исто ги бара своите родители и деца, за да може да водат групата. Бидејќи веќе не можев да стасам, многу се јавува, многу прашува, датуми ово. И така се распоредивме некако и сега веќе другија ја водат групата, но се уште трае и бројот мислам се зголема, тоа е докажано. Во текот на додека јас ја имав групата, дека ја водев, значи имаше откриено 3-4 случаеви кои што ги дозна, значи родителите децата и бевме многу срекни за случаевите. Сега бидејќи знаеме дека законски има проблем значи со дознавање, направивме да се бараат преку ДНК тест. Според евиденцијата на групата, повеќе мајките си ги бараат своите деца, а чувството кое доминира е страв дали ќе бидат прифатени или одбиени од децата. Што ве натера да посвоите деца? Што не натера? Па мислам дека не натера очеот и голготата од долги години обиди да станеме биолошки родители. Така да некако во еден момент седнавме и рековме дека готово е со очеот и некако баш затекнавме една емисија, се сеќавам, за посвојувањето. Изборува дека 2 години се чека, нели? И ние рековме, окей, толку години потрошивме, ајде ќе почекаме уште 2 години, кај не биле тие 2 години, така испадна ми се чини.
Баш некако олеснато ни дојде тоа сознание дека еве можеме да посвојуваме. Или да посвоиме дете. Значи во тој момент беше да посвоиме дете, а после дојде можноста да посвоиме уште едно дете. Разговаравте, дали сакате девојче, дали сакате момче, разговаравте малку подетално за таа одлука? Секако, со тоа што излегувајќи од таа голгота, некако љубовта беше главниот, можеби, двигател. Љубовта да бидеме, да станеме семејство. И долго разговаравме за тоа што сакаме да имаме, каков член да биде, да добиеме во нашето семејство. Полот не ни беше битен. Единствено критериум ни беше да имаме здраво дете. Значи тоа ни беше некако приоритет. Националноста не ни беше битно, бојата на кожата, значи буквално желбата да од двајца станеме тројца и со тоа официјално да станеме семејство, мислам дека беше најсилно. Да. И како беше првата средба? Имаше ли период на адаптација? Какви беа реакциите? Што се случуваше кога првото дете дојде дома? Мора да признаам дека всушност не чекавме 2 години, затоа што во тој момент се смени системот на посвојување и се воведе електронски начин на вовед на информациите од семејствата и некако се случи да ние за 9 месеци веќе имавме позитивни вести, затоа што можеби бевме во тој момент едни од помладите посвоители во тоа друштво таму кое што беше база на посвоителни семејства. И во суштина така се случи јавување, имате дете и ајде сега за 2-3 дена да дојдете да го земете. Да. Буквално толку брзо. Да. Да. И во тие 3 дена дали ќе паѓаш во несвес од прекрасна вест, од радост, па Бога ми знаеш како се прави кога ќе добиеш дете, па 2 дена лежиш болен со глава, мислам онака затоа што веќе си се опијанил доста добро, од среќа и од радост со своите пријатели. Баш ги памтам тие моменти и веќе третиот ден нешто ќе собереш, ќе прикупиш, пошто не знаеш детето ни кој е ни што е, и тргнавме во Битола и тогаш имавме 2 пријатели кои што сме многу благодарни, дојдоа со нас да не придружуваат со 2 коли. Отидовме бидејќи не знаевме како после ќе возиме назад. Да. Да. И влегуваме внатре, влегуваме во една просторија. Јас ништо не слушам, толку возбуден, мислам срцето вака ми... Срцето си го слушаш. Си го слушаш. Така се стискаме, не знаеме што ќе биде и од таму влегува една од жените кои што ги чува со едно прекрасно портокалово бебе со виолетови така бемкици и само што е сврте која го жапа маш ми за блузата и остана како закачено мајмунче, се ли гавеше така на него цело време. Јас слушав што треба да јаде, како треба да јаде, пошто тогаш ти даваат сите информации, појма нема што се случи. Креш корс. Да, креш корс, баш така. И така цел ден бевме во бунило. Јас бев во големо бунило, затоа што ние мајките веројатно го имаме истиот момент на вау, дете, а маживе некако се постабилни во тој дел. Така да потрпеливи, постабилни, не прават драма од сето тоа. Но во тој прв ден многу ни помогнаа нашите пријатели, зашто и сме им особено благодарни. На враќање назад, она се исправи како прв пат да го гледа светот, пошто беше во дом за згрижување и таму децата не ги чуваат ги чуваа неколку, сега е друга приказната, ама во тоа време ги чуваа неколку жени и немаа можност сите деца да ги шетаат, да со нив ги излегуваат надвор, како прв пат да го виде. Да го виде светот, тоа беше она беше трипл месеци. Имавте ли породилно отсуство? Ве следува тоа како нови родители со оглед на тоа дека е бебенце? Така, беше бебенце и ги активиравме тие процеси на барање на породилно отсуство, се што не следуваше од, да речеме, од општина нека подршка. Со тоа што како што го почнавме процесот, Радмила доби само 5 месеци, така, фактички до нејзино наполнување на 9 месеци.
И тоа ни беше... А со второто не ни добивме ништо. Второто, да, пошто веќе 16 А месеци второто на имаше кое? кога го... Аха, повозрасно. Така, Да. беше повозрастно. Тоа е најголемиот проблем според мене, заради тоа што не дозволуваат, не постои породилно отсуство, исто како и кај другите семејства. Без разлика колку е детето, нели, на која возраст е, прилагодувањето, процесот на влегување толку брзо влегува во домот да ти мора да договараш, да видиш дали работодавците ќе ти дозволат некој период да останеш со детето. Некои имаат среќа, некои немаат среќа. Јас имав среќа во тој период. Имав среќа мојата мајка, која што се откаже од нејзината работа за да дојде после тој краток период да ја чува нашата ќерка. Колку се разлика на како се случи повторното посвојување практично, како дојде до таа одлука? Второто не е повеќе како чудо. Мислам и првото беше со оглед на тоа дека точно 9 месеци помина од моментот кога аплициравме и поднесовме документи до моментот кога не викнала и ни каже дека има дете за нас. После неколку години почнавме да размислуваме, пошто и двајцата имаме браќа, дека би било убаво и нашата ќерка да има братче или сестричка да не расте сама. И со таа идеја и таа мисла повторно аплициравме, со тоа што јасно ни беше дека нема да оди толку брзо како што одеше првиот пат, бидејќи е второ посвојување, посвоителите кандидати што немаат ни едно дете имаат приоритет пред нас, така да бевме спремни на тоа и рековме окей, ако биде, биде. Би било фино. Неколку години се обидувавме и после третата рековме дека нема поента веќе да продолжиме, тоа е тоа. Благодарни сме за ова едно што го добивме, пошто ни го смени животот и се откажавме. И тоа беше во суштина ковид периодот, нели? Во Пред тој момент COVID, пред ковид да. се замрзна. Значи се замрзна и така да ние поднесувавме секоја година треба да поднесуваш документи и баш на истекот на документите, нели веќе рековме, нема шанси, не обновам документи, не можам веќе со тие, пошто 20 документи треба да се подготват. И ни се јавуваат, ние мислиме, ни се јавуваат заради нешто, заради претходно, заради девојчето нешто да ни информираат или некакви промени или што и да е, не знам, стварно. И тоа беше многу тежок период во животот мој посебно, а и во животот наш, затоа што имавме неколку семејни трагедии и некако не бевме воопшто во тоа. И отидовме таму и ни рекоа, вика, размислете за 2 дена, кажете ни дали би го земале детето. И ние така излеговме пак изненадени. И тоа беше многу интересен момент. Во тој момент јас не бев способна толку многу да ја примам таа информација, затоа што ми беше многу тежок периодот во кој што бев, но се сеќавам на мојот сопруг, како со насолзени очи ми рече, ова е наше дете, кога дојде веќе. И тоа ми беше доволно за да јас некако после се приклучам на локомотивата, затоа што он беше главната, нели, таа локомотива која што ги движеше работите во тој момент. И некако, не знам, јас бев малце потиштена, но си реков, зошто па јас да сум единствена таа што треба да одлучи, нели, дали ќе посвоиме дете или не. И во тој момент он застана повеќе како некој кој што, еве, јас ќе го средам ова и така е сега, мислам, сме нераздвоени со Малиов, кој што е 4,5 години. Да. Каква е комуникацијата помеѓу нив двајца, како се соединија, какви беа реакциите кога второто дојде дома? Прво, нашето ќерка 6 години беше сама, реално. Так. И нели секоја дете која е само толку долг период, некако има доживување дека сите се тука присутни за неа и така беше. И не беше едноставно, посебно затоа што, знаете, луѓето колку и да се отворени, некако сметаат дека веднаш они ќе станат брат и сестра и дека, еве, братчето, тоа многу е вознемируваше и нервираше и можев да ја разберам комплетно, затоа што се уште она не беше навикната на тој концепт. Требаше време да помине. Сеќавам, дојде социјалната работничка и она и рече вака, дојди да правиме муабет, да си го вратиш, да си го земеш, да си го однесеш, да си го вратиш. И се смеевме баш, затоа што тоа беше нејзиното реално доживување. После година и пол, 2,
што знам, они се типични деца во едно семејство, нели, кои што делат простор, Најнормални делат реакции, така. љубов, делат, иако не ја делат, но сепак се снаоѓаат заедно, кога им е супер, многу добро комуницираат, кога како и секој, нели, секој Братче дете ќе се срчкаат. Буквално, да. Како реагираше околината, обкружувањето во училиште? Какви се реакциите на вашите блиски? Ги спомнавте луѓето кои што беа со вас во рамките на првото, но како потоа, што мислеа, што споделува, што ги плашеше? Значи, уште од моментот кога аплициравме прв пат за посвојување, ние бевме толку некако полни со надеж и со радост дека еве ни се отвара нова можност да станеме родители, што на сите им кажавме. Значи, буквално сите роднини, пријатели, на сите онака со љубов и со радост им раскажувавме и сите позитивно го примеа тоа како информација. Што мислам дека исто помогна некако да се реализира сето тоа во таков период од 9 месеци. И тоа продолжи понатаму. Значи, моментот од која ја добивме нашата ќерка, буквално беше прифатена без никакви предрасуди или блокади од први најблиската фамилија, потоа и од пријателите и од целиот наш, да речеме, социјален круг. Од почеток изборевме, нели, дека е посвоена, она го носеше тој момент со неа во училиште, на пример во градинка, која учеле за тоа, нели, како се раѓаат децата и како мајките добиваат деца. Им кажувала на воспитачките дека не, мојата мајка мене не ме роди, знаеш, они сите се чуделе. Не им беше јасно како може едно малечко дете од 4 години да го знае тоа и да знае дека е посвоено и да е свесна за тоа. Во исто време ние никогаш да. не ги криевме информациите од ниту од градинката, ниту од училиштето, посебно на почетокот, нели, кога сега, мислам, она е веќе возрастна и веќе мислам дека може сама да си ги хендла тие аспекти. Никогаш не сме имале тајна, дури пред неја често зборувавме, исто и пред малиот зборуваме често. Побарала ли никогаш да дознае кои се нејзините биолошки родители? Има, бидејќи законот кај нас не е како закони во други земји. Она, кога беше мала, често појавуваше некаква љубопитност, а кој е таа жена што ме родила, но не нејзината љубопитно и рековме дека која ќе биде доволно возрастна да сака, нели, да побара одредени информации, ние ќе направиме се за да може она да ги добие тие информации. Сепак, како што и самата рече, ние сме ограничени законски да добиеме повеќе информации. Ова е затворено посвојување, значи немаме никакви информации, сем некои индикации, информации за отприлика од каде доаѓаат тие, нели, биолошки, нели, семејства, какво им е нивото на образование, од какви средини доаѓаат. Тие се информации што ги добивате во социјалното. Други информации не добивате во социјалното. До сега нема некоја интензивна потреба. Верувам дека може да се појави, затоа што сум комуницирала и јас со многу деца кои што биле посвоени. Од Америка доаѓале некои деца, па баш се сеќавам со една од тие девојки бевме во Прилеп да ги најдеме нејзиното семејство, па се погодија две сестри да бидат. Па сакам да кажам, различни приказни се случуваат, ако тоа треба да се случи секако. Јас се сеќавам во моментот кога ни ги читаа информациите, уште пред да отидеме да ја посвоиме, јас искрено да ви кажам, толку бев потресена за нели, жената која што ја остава, се смееме, Жиле плачеше за керкичката што ја добива. Значи, јас толку бев некако на секого не му е лесно да го остави своето дете. И така ние имаме посебно место во нашите разговори за тие луѓе кои што биле толку многу смели, храбри и, како да кажам, свесни на некој начин, да ни ги доверат децата, нели, да можеме ние да ги растеме како нивни родители. Процедурите за посвојувањето, иако во суштина имаат бројни сличности, законски имаат и разлики. Какви се процедурите за посвојување во другите земји, истражуваме заедно со Огнен. Еве што ни откриваат неговите податоци.
Иако можеби времињата се променија, во секој случај кога и да погледнете парк, ќе се потсетите на деца кои играат во тој парк. И зборувајќи за децата, секоја приказна која што ви ја носиме во овој ТВ магазин е поврзана со одредена тема. И токму оваа тема за која што разговараме е тема поврзана со посвојувањето деца. Некои деца го немаат тој луксус да играат во паркот затоа што се уште чекаат да бидат дел од нечие семејство. Но како и на кој начин и какви се процеси се водат за тие да добијат семејство, разговараме токму во ова издание. Како македонските, така и регионалните процеси за посвојување, едните родители ги оценуваат како тешки, преопсежни и долготрајни. Според хрватскиот закон за семејства, родителите мора да поминат низ тренинг програма за која што познатиот новинар од Загреб Борис Мишевиќ вели дека трае вкупно до 42 часа. Тој ги сподели главните предизвици со кои што се соочиле со сопругата пред посвојувањето на синот Александар, кога бил на 6-месечна возраст. Борис, кажете ми главните предизвици со кои што се соочивте во процесот на посвојување, кои беа? Значи, на кој начин се одвиваше целиот тој процес? Па, прво, ајмо речи, човек се мора помирити с тим да то може трајати дуго и да не знаш како ќе завршити. Значи, ono što je zapravo teže i traje najduže, roditelji moraju proći jednu školicu, jednu edukaciju koju rade udruge posebne i koja traje, ako se ne varam, 42 sata, što je teško za roditelji koji rade. I onda moraju naći neko ekstra vrijeme. To je proces u kojem se roditelji upoznaju sa potencijalnim problemima, više sa psihološkog aspekta djeteta. Onaj drugi dio koji radi država, mislim to je sve dio iste priče, je dosta kompleksan, morate puno puta dolaziti u centar. Postoji jedan test koji ima više od 600 pitanja koji se rješava jedno 4 sata, ali sve u svemu nije neizvedivo. А кажете ми, дали може би откако Хрватска влезе во Европската Унија, откако стана членка на Европската Унија, дали работите може би се поместија или се сменија? Pa promijenilo se, ali ne zbog toga što je Hrvatska ušla u EU. Znači, taj zakon koji regulira posvojenje djece se nije promijenio. On je takav kakav je. Promijenilo se zbog toga što je sustav počeo malo jače raditi nakon jedne situacije koja se dogodila, jednog nesretnog slučaja, jednog djeteta koje je smrtno stradalo zbog klasičnog primjera u kojem je trebalo biti izdvojeno iz obitelji, gdje ga je majka ubila, a ta majka nije trebala biti s tim djetetom, nikad nije trebalo biti vraćeno biološkim roditeljima i zbog tog jednog klasičnog primjera, nažalost, onda reaktivnom nekom metodologijom sustav je počeo raditi bolje. Ministarstvo je, ajmo reći, počelo malo jače stiskati socijalne centre koji vode to, počelo se malo više voditi računa, pratiti svako dijete, ali nije Europska unija i EU legislativa imala nikakve veze sa tim, apsolutno nikakve. Кои би биле вашите совети после се што поминавте, после се што научивте, кои совети би ги дале не за хрватските или македонските, генерално за сите оние кои што се одлучиле да посвојат дете? Pa moraju biti uporni, moraju imati čistu, razumsku jednu svjesnost šta žele, moraju biti svjesni da to traje, ali moraju biti isto tako svjesni da je nagrada i znači taj konačni cilj nešto što se ne može usporediti s ničim. Znači, ono što je jako bitan savjet je da budu uporni u smislu proaktivnosti. Znači da pišu, da traže, da se konzultiraju, da zovu i da budu uporni u smislu stiskanja socijalnih centara, jer kad si uporan i kad nekom visiš za glavom i za vratom cijelo vrijeme, onda si sigurno u bolje šanse da riješiš svoj problem. Во Хрватска системот мора да се заснова на тоа дека не треба на родителите да им се бара дете, туку на детето идеални родители. Ако се дозволува децата да растат по групните домови, тие потешко ќе се приспособат на општеството по полнолетството. Не е само приказна од ЕУ, приказна која што доаѓа од земја која што е членка на Европската Унија. Истовремено станува збори за приказни од земјите со кои што делиме слична судбина, односно со кои што се стремиме на патот кон Европската Унија. Една од нив е токму и Србија.
Петра Дивац е носителка на проектот Посвоените за посвоените од фондацијата Ана и Владе Дивац. Таа била поттикната од потребата како малечка некој да и рече дека ќе биде се во ред. Посвоена како бебе од 6 месеци, растејки се соочувала со тешки зборови од врсниците, особено зашто родителите и се популарни во Србија, а имаат и 2 биолошки сина. Govorili su mi stvarno sve i svašta, ali neke reči koje pamtim su da sam ja i da ću uvijek biti crna ovca u porodici, da su me roditelji usvojili samo da bi dobro oni ispali u novinama, da ne znam, da nikad nećemo ličiti svo troje u smislu ja i moja braća, da ću se ja uvijek isticati drugačije zato što sam drugačije došla u porodicu, da posle mojih 18 godina me neće želeti. To je kao neko u 7. 8. razredu, to je teško čuti. Ja sam plakala tada zato što reči bole. Deca su surova, nenormalno. Usvajanje meni je činjenica u mom životu. Ja stvarno ne vidim razliku između mene, Luke i Matijevo. Iskreno da kažem, samo eto, ja jesam usvojena, pa sad ako se vi sećate nečega sa 6 meseci, razumjet ćete, ali ja se ne sećam. Од вашата перспектива, може ли да споделите со јавноста кои се најчестите, да речеме, несваќања и заблуди по однос на посвоените деца, конкретно од земја како Србија? Generalno predrasude postoje. Postoje što roditeljima što usvajaju, da su nenormalni što to rade. Postoji iz perspektiva drugih roditelja da to dete koje je usvojeno se neće voleti kao prvo, drugo ili što ja kažem biološko ili nije biološko. Mislim da usvajanje nosi veliku stigmu jer se o tome dovoljno ne priča. Mislim da ljudi ne znaju konkretno šta je to, koji proces roditelji moraju da prođu, a i dete. Zavisi da li je dete usvojeno u kasnijim godinama, da li je bilo u hraniteljskoj porodici ili nije. Naravno, to ima isto samo po sebi svoje izazove, ali ja uvek kažem ljubav prevlada. Што мислите, како вашиот проект би влијаел, или може би влијае, или би влијаел на тоа што се нарекува идна политика, идни политики или пракса, да речеме, на Србија, особено во поглед на правата, но и благосостојбата на посвоените деца? Post-adoptivni servisi su izuzetno ključna stvar za usvojenu decu, i za usvojene ljude, i to je za roditelje koji su usvojili, da bi oni znali da pomognu svoje usvojene deci kad krenu ova pitanja, da bar nekako mogu da pomognu za odgovore. Што е тоа што би ги советувале и родителите од една страна и децата од друга страна во делот на начинот на комуникација меѓу себе? Ja se sasvim slažem da treba da se kaže detetu što ranije, jer se tu gradi poverenje između deteta i roditelja. Ako je roditelj iskren sa detetom od prvog dana, dete nema šta da sumnja ni u ljubav, ni u bilo koju reč svojih roditelja. На Балканот, многу луѓе се соочуваат со повеќе слојни предизвици. Многу граѓани кои се дел од маргинализираните групи имаат уште потежок пристап до процесите за посвојување, а меѓу нив се и истополовите партнерства и бракови. Хрватска како држава не е само земја која што ги забрзува процесите токму по однос на посвојувањето деца, во тоа што многумина би го нарекле традиционално семејство, но исто така од оваа земја потекнуваат и многу промени на легислативата, а по однос на посвојувањето деца од страна на ЛГБТ и заедницата. Дугине обители е невладина организација која што токму има посветено сериозно внимание на овие семејства и процесот на посвојување деца од нивна страна. Или во превод, називот на оваа невладина на македонски би бил виножиткасти семејства. Па ајде да прошетаме и по виножитото и да го видиме и тој аспект токму на оваа наша приказна од ЕУ. Активистот Даниел Мартиновиќ истакнува дека некои работи се промениле во легислативата по влезот во ЕУ, но и поради медиумите и платформите како Netflix. Сепак во практиката властите се тие од каде што треба да произлезат промените, а кај нив судската власт
предничи за овие прашања поради упорноста на граѓаните. Jedni naši članovi, oni su se bili prijavili da postanu posvojitelji, bili su odbijeni zato što su u životnom partnerstvu, znači oni su otvoreno rekli da su gej, da su vjenčani i bili su odbijeni od strane Ministarstva obitelji. Mi smo tužili, oni su tužili, mi smo njima pomogli s tom tužbom ministarstvo i nakon više od 2 godine pravne borbe smo dobili tu presudu da oni mogu pristupiti procjeni. Znači čak ni ne da, mislim to je malo takva tehnička razlika jer u medijima bilo sad svi mogu posvajati, sad svi mogu pristupiti procjeni pa će procjena odrediti jesu li oni podobni posvojitelji ili nisu. To moramo još vidjeti što će se dogoditi, tako da je to sve u tijeku, ali ja mislim da je veliki korak za Hrvatsku zapravo uopće bio taj što je Upravni sud u toj presudi napisao da ljudi moraju biti ravnopravni. Дали може би имате добра соработка со Министерството конкретно? Дали со луѓето внатре или генерално, но генерално со ресорното министерство по односно ова прашање? Teško je reći. Ja bih rekao da sa političarima u ministarstvu je teška suradnja, ali sa stručnim ljudima nije. Mislim, i to je isto ono što je zapravo vidimo veliku razliku. Ja mislim da se svi možemo složiti da jednostavno djeca ne bi trebala biti napuštena, da djeca ne bi trebala biti u domovima, da je najbolje za dijete da se nađe adekvatna obitelj koja će nju posvojiti. Ako ste vi imali obitelj u kojoj je dijete bilo izloženo nasilju od strane neke muške uloge, zašto neka lezbijski par ne bi bio dobar posvojitelj za to dijete gdje nema muškarca u toj obitelji? Ako je neko dijete izbačeno iz kuće zato što je to mlada gej ili mlada LGBT osoba, nekakav odrasli queer par bi bio dobar primjer tom djetetu da ono može uspjeti u životu, da nije napušteno, da nije odbačeno i slično. Безброј деца кои што имаат потреба од семејство, но истовремено исто толку безброј процедури кои што мора да се поминат за да може тие деца да најдат семејство кое што ќе им помогне да се изградат во здрави личности и ќе имаат добра иднина. Некои посвојувања се интернационални, а некои пак во рамките на градот или државата. Никогаш станува збор за бебиња, никогаш за поголеми деца. Самиот процес може да биде многу емотивен и долг, со многу правни, но и финансиски предизвици. Еве што велат податоците кои што ги истраживме. Сиромаштијата во мрачно породување, заменување на партнерот, неприфаќање на детето во семејството. Ова се најчестите причини поради кои биолошките родители ги напуштаат своите деца. Неплодноста пак е главната причина поради која родителите бараат да посвојат дете со кое не се во роднинска врска. Посвојувањето е сериозна и напорна институција, која произведува суштински последици по животот на детето и затоа е важно да се внимава на сите аспекти од неговиот живот при определувањето на посвоителите. Пред да се изврши посвојувањето, неопходно е идните родители да поминат обука, каде што ќе научат како да се справат со различните предизвици со кои се соочуваат. Условите и постапката за посвојување дете се утврдени во Законот за семејството. Институтот посвојување го обработува Законот за семејство и тоа во 4-та глава, значи согласно од член 95 до член 123а. Тука овој институт подразбира посвојување кое што може да биде потполно, кое што се поизедначува со целосно посвојување, односно настанува релација помеѓу посвоителите и посвоеникот, како што би настанала релација од раѓање, односно се воспоставуваат родителски комплетни права. И може да биде нецелосно посвојување, каде што настанува релација само помеѓу родителски права, односно родител-дете. Сега, законски услови за посвојување се регулирани во член 100а, односно кој се може да биде посвоител. Генерално посвоители во нашата држава се државјани на Република Македонија. Од ова правило има и одстапка, може да бидат и странци, само доколку има согласност од комисијата која што го регулира, односно издава решенија за посвојување, која што е при Министерството за труд и социјална политика. Кои услови треба да ги исполнуваат? Значи, треба да се државјани на Република Македонија, треба да се деловно способни лица, треба да се лица кои што имаат лични својства во вршењето на родителски права, тоа сака да се каже дека не треба да бидат ограничени родителските права, не треба да имаат било какви деловни препреки, одлуки кои што се законски, судски, кои што би укажале на несоодветно вршење на родителски права.
Согласно законот, посвоител може да биде лице што е деловно способно, има вештини за успешно вршење на родителските права и да не е постаро од 45 години. Посвоителот мора да биде лице најмалку 18 години постаро од посвоеникот. Меѓутоа, по исклучок, како посвоител може да се јави и лице што е постаро од 45 години, но старосната разлика меѓу посвоителот и посвоеникот не смее да биде поголема од 45 години. Брачни другари можат да се јават како посвоители ако еден од нив не ја надминува горната старосна граница. Самата постапка започнува со барање, која што се поднесува до Комисијата за посвојување, која што ја регулира исто овој закон за семејство, која што ја определува министерот за труд и социјална политика. Тоа е комисија која што брои 5 члена, во правило се социјален работник, правник, педагог, психолог. И од тоа е таква разночлена комисија за тоа што се гледа да се опфатат сите стручни области кои што се потребни при вршење евалуација, освен што може да биде прекинат, има и друг институт кај што може да биде и поништен, меѓутоа само доколку се работи за нецелосно, непотполно посвојување. Сега ќе ви објаснам, значи може да биде прекинат во секоја фаза, доколку во било кој момент Центарот за социјални работи, односно стручниот тим, утврдат дека има било каков интерес кој што би бил на штета на малолетникот, кој што не би ги застапувал неговите права, доколку имотната состојба на посвоителите не соодействува со целите и интересите на посвоеникот, и најбитно, доколку согласноста која што ја има дадено родителот за посвојување, која што може да ја даде од минимум, значи 3 месечна возраст на бебето, во било кој момент се до настанување на целосното посвојување ја повлече. Така што тука настанува прекин. Сега може да настане, значи, и бришење, затоа што се работи кога се работи за потполно, значи посвојување, тоа не се бриша, значи тоа не може да се прекине, тоа е тоа. Кога се работи за непотполно, може. Меѓутоа има одредени услови кои што исто со законот се регулираат, но тоа е исклучиво доколку се утврди дека постои интерес кај малолетникот. Македонија е единствената земја во Европа што им гоускратува правото на децата да знаат кои се нивните биолошки родители. Законот вели дека не сме, тоа е во член 123а исклучиво наведено дека се работи посвојувањето и податоците од посвојувањето се службена тајна. Значи, затоа и ова што го напоменав претходно, матичарот откако ќе добие решение за упис на посвојувањето, освен што го врши уписот каде што се утврдуваат во целост сите податоци, врши и бришење на претходните податоци. Илија Јовановиќ е поранешен штитеник, човек кој израснал во дом за деца без родителска грижа во Скопје и на свој грб ја почувствувал тежината која ја носат овие деца. Тој со децении наназад се бори за остварување на нивните права. Од иницијативата да го струшиме членот 123а, Законот за семејство, бракот за семејство, односно Законот за бракот и семејство, поготово за семејство, да имат сите посвоени кои се во целиот свет и во Балканот и кои што се изнесени од нашата држава, во неговата наполнета 18 година, за секој нивни вистински роден ден, и во тој ден, и во таа дата, и во таа година што се родил, сакам животна желба ќе ни биде на сите нас и сакаме тоа Пандорината кутија да го отвори своето досие, кога бил посвоен, зошто бил даден. Посвоените имаат право да знаат дали имаат сестри и браќа, да знаат кои им се другите блиски роднини, дали има некакви наследни болести во фамилијата. Според членот 123а од Законот за семејство, податоците од заснованото посвојување се законска тајна. Јовановиќ покрена иницијатива за дополнување и измена на членот 123а од Законот за семејство, во насока лицата без родители и родителска грижа што се посвоени да имаат пристап до сите документи, односно да можат да го отворат своето досие и да видат кои се нивните биолошки родители. Да не бидат и не смее да бидат одделени браќа, сестри од нивниот корен, затоа што се случуваат генетски болести, инцисни болести, и што посебно со тоа се случува?
Нивното барање е при процесот на посвојување да не се менува дата на раѓање во извод и да не се брише вистинското име на посвоените, кои им го дале биолошките родители. Ние сите имаме право и не сме идентитетот, година на раѓање, датата, месецот и годината, име, презиме, по Уставот на Република Македонија не смеа да го менјават идентитетот. Тоа и Женевската конвенција се залага и они стоят позади тоа дека не го дозволуваат во нивната држава да се менјава. И кажува членот 7, Конвенцијата за човекови права, членот 7 од Страсбург, не ни го спорува правото за дознавање на биолошките родители. Според информациите на Министерството за труд и социјална политика, во регистарот на можни посвоители запишани се 218 посвоители, од кои 24 се странски државјани, а 7 се со двојно државјанство. Во регистарот пак на можни посвоеници запишани се 119 деца, од кои 17 деца се со поволни развојни потенцијали, 31 дете се со лесно отстапување на психомоторниот развој, 32 деца се со средно отстапување на психомоторниот развој, 39 деца се со тешка психомоторна попреченост. Возраста на децата кои се запишани во регистарот на можни посвоеници е од 5 месечна до 17 годишна возраст. Посвојувањето не е институција од времето во кое живееме. Еве што велат податоците во артикулација денес. Трајан станал император на Рим откако бил посвоен од претходниот император Нерва, а потоа бил наследен од неговиот посвоен син Адриан. Посвојувањето било вообичаена практика на Римската империја која овозможувала мирна транзиција на моќта. Познатата танчарка Жозефина Бейкер посвоила 12 деца од различни земји, од Финска до Венецуела. Во светот денес многу од славните личности посвоиле деца: Анџелина Џоли, Мадона, Мија Фароу, Шерон Стоун, Том Круз, Мега Јан, Хју Џекмен и други. Повеќе анализи откриваат дека посвоителите повеќе предпочитаат да посвојат девојче или дете од иста националност. Процедурата за посвојување на секаде во светот е регулирана со закон. Во светот како посвоители може да се јават брачни партнери од ист или различен пол, самоохрани родители, лица кои не се во брак. Со посвојувањето на секое дете му се овозможува љубов и нега, услови за подобар и стимулирачки раст и развој во средина која е најблиску до природната. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!